Нашата следна гостинка, ќе имате можност да слушнете на крајот од разговорот како таа има прекрасен глас и убава песна, насловена Иста приказна, ни допатува од Прилеп. И добре ни дојде, ќе разговараме токму за она што е ново и ќе промовираме убава песна. И драго ми е што имаме гости кои што ни доаѓаат од Македонија во последно време, од секаде сузе, така да еве ни доказ повторно дека е така. Повелете. Благодарам многу, Цукче. Добро утро официјално за нашата Јана Марческа, како што ја најави мојата драга колешка Слободанка, ни дојде од Прилеп ова утро. Таа е мултиталентирана. Не сум сигурна дали ќе биде популарна во пеењето или во глумата, но многу повеќе ќе ни открие и таа самата. Добро утро, официјално. Добро утро. Добро ве најдов. Многу сум среќна што сум тука, што сум ваш гостин и што ќе поразговараме за тоа што сакам да го работам, што ме исполнува и што се трудам да бидам креативна и да правам нови работи. Ама и да го следиш својот сон, бидејќи секој млад човек, па и не само млад, воопшто секој човек нема храброст да го следи својот сон. Понекогаш, за жал, луѓето си ги потиснуваат своите желби, своите соништа и некаде таму во второто полувреме од животот одеднаш им кликнува дека ама јас и тоа сакав да го правам и тоа сакав да го правам, ама не го направив. Се радувам што ти од млада, иако си уште средношколка, учиш во средното музичко училиште Луј. Да. Така. Сега ќе бидам 4-та година. Сега ќе бидеш 4-та. Да, го завршувам и беше добро искуство, затоа што јас сум од Прилеп, но сепак за да ги следам моите сонови, дојдов во Скопје. Обично прилепчани се одлучувате за Битола, училиштето во Битола. Како се одлучи ти за Скопје? Тоа беше малку потешко, но видов дека во Скопје имам повеќе услови, да, повеќе услови, поголеми можности. Исто така тука одам и на глума, кај во актерското студио Тони Михајловски, кај Алек. И тука ми беше и професорката по пеење каде што одам и затоа решив дека подобро е ако моето школување го продолжам во Скопје во Луј. Одлично. И како се одлучи ти вака? Како се гледаш поточно себе си? Се гледаш повеќе на актерската сцена или се гледаш на концертните, на музичките сцени? Или некоја комбинација би сакала да е од едното и од другото? Јас би сакала да е некоја комбинација, но сепак на музичките сцени сум повеќе време. Од малечка пееше на детски фестивали, минатата година те видовме на Макфест, така нели? Да, од многу мала започнав да одам во основно музичко училиште Ордан Михајловски во Прилеп од 6 години и со музиката сум некако и порасната. А за глума имав од секогаш желба, но за жал во Прилеп немав некои можности за да работам на тоа поле, да одам на часови за глума и можеби затоа беше и причината што дојдов во Скопје, за да сега и да имам и таа можност. Така, одлично. Инаку, Јана не е единствената млада дама која што ние ќе ја промовираме периодов. Јас се радувам што ги има многу такви кои што се охрабруваат да си побараат свој ментор, свој професор и да работат со луѓето кои што многу добро ја работат својата работа. Јана имаше среќа на едно нејзино представување на еден од надпреварите каде што таа ја имаше можност да ја види публиката, да се запознае и со Андријана Јаневска, така нели? Да. Како изгледаше вашата прва средба? Нашата прва средба беше на надпревар за пеење. Таа беше жири на тој надпревар и тогаш прв пат се запознавме. Таа виде некој талент во мене, препозна нешто и се допадна мојата боја на глас и имавме мал разговор по кој што решив дека би сакала да работам со неја и би сакала таа да биде моја професорка по пеење. И навистина си го направила вистинскиот избор, бидејќи пак ќе речам и многу пати сум кажала, кај што ќе фати Андријана, се позлатува. Да, ова е плод на вашата соработка, иако песната која што ќе ја видиме на крајот од емисијата и на крајот од разговорот е твоја авторска песна, така нели? Да. Како се охрабри ти за прв пат еве вака да создадеш песна и кој најмногу ти беше ветер во грбот? Јас од секогаш сакав да пишувам и ко мала имав напишано некои песни, имав Обиди за песна? Да,
но никогаш немав храброст тоа да му го покажам на друг, секогаш се го чував во себе. И исто така многу сакав и да компонирам за музика. И можам да кажам дека првата песна исто така работев со Иле Спасев, убав и храбар, кој ја пеев на Макфест. И за втората песна немавме план јас да го пишувам текстот, но мојот продуцент ме охрабри на некој начин да пробам, затоа што кога седевме во студио, тоа он мене излезе и баш и тој беше позитивно изненаден и кажа дека може да пробаме. Така да сето беше тоа некоја проба и ни двајцата не бевме сигурни дека тоа ќе испадне како што испадне на крајот. И сум баш задоволна дека напишав дека лично мојот текстот. Можам да кажам дека некако сега многу повеќе јас ја чувствувам песната, затоа што е баш моја, јас ја испеав, ја напишав. И исто така моите родители, мајка ми и татко ми секогаш ме поддржуваат за се, дефинитивно за сите мои желби, за сите мои сонови, никогаш не ме запреле, така да и нив му сум многу благодарна што ми даваат храброст секојдневно. Одлично. Има ли некој во семејството потесно што пее, што имаш од кого еве вака да учиш или кој да ти дава некои добри совети во поглед на музиката? Кој те критикува? Има ли некој таков кој што да речеме некогаш знае да ти каже некоја забелешка? Па да, најчесто мајка ми ме критикува, но секогаш во позитивна мисла за да се подобрам, за да биде нешто подобро. Кога бев мала, никој од мојата фамилија не се занимава професионално со музика, но сите се музикални и тоа го имаат во нив, само што никогаш не се осмелиле да работат со тоа. Така да, кога бев мала, често пеев со мајка ми. Таа на некој начин ме учеше како да започнем да пеам. Исто така и со мојот дедо. Тој обожава да пее секојдневно кога ќе се видевме, секогаш застанувавме заедно, пеевме некоја песна. Одлично. Супер. Оваа година ќе бидеш матурантка, така, нели? Да. Тоа се едни од најинтересните, можам да ти признам, години, барем јас од мојата младост и детство, кога ќе се сетам, велам детство, бидејќи тој период е уште за мене некако како дел од моето детство и е во суштина. Што понатаму? Како размислуваш понатаму? Имаме многу млади луѓе на твоја возраст кои размислуваат да отпатуваат, да заминат, да се обидат некаде надвор. Дали Јана размислува во таа насока или можеби веќе си имаш направено агенда каде понатаму? Па имав некои планови за да пробам да одам во некаде надвор од нашава држава на факултет, таму да го продолжам школувањето, но се уште немам конкретно одлучено, можеби ќе продолжам и тука. Затоа што има во нашата академија за музика има попиџе спеење кој го води Андријана. Така да некој конкретен план. Теренот ти е познат. Да. Тоа е и објектот е всушност истиот објект и нема да претрпиш некој голем стрес да треба да повторно да се адаптираш. Да, но тоа сепак мислам дека не ми било некој проблем затоа што од 14 години дојдов сама во Скопје за да се школувам во тој момент ми е многу интересен. Од 14 години сама во Скопје. Имаше ли некое чувство на нелагодност кога дојде за прв пат во Скопје? Јас морам да ти признам, дојдов во Скопје многу поголема од тебе. Дојдов со полни 18,5. Многу имав чувството на нелагодност кога дојдов тука и некако долго време ми беше потребно да го засакам Скопје. Какво беше твоето чувство? Па, слично. Слично? Да, дефинитивно пред да дојдам немав некоја нелагодност, се чувствував спремно, но моментот кога дојдов, тоа сето исчезна и дефинитивно ми беше многу тешко на почетоците, ми беше тешко да се навикнам, затоа што без моите родители, без мојата фамилија, тука немав никој близок. Седам се уште во интернат и тоа беше исто така момент кој што требаше да се навикнам, кој што не беше толку едноставен, но можам да кажам дека првите 2 години, во прва и втора година ми беше доста тешко и ми требаше така време и да го засакам Скопје, дефинитивно, но сега веќе
го чувствувам тоа дека сум некако послободна, повеќе и го сакам и да, на некој начин и тука се чувствувам како дома. Но сигурна сум дека не е воопшто проблем да се разделиш и од Прилеп, ако тоа од тебе го бара кариерата, така нели? Да. Така. Што се случува во Прилеп на музички план, на концертен план? Има ли Прилеп во овој период од годината свое културно лето? Во Прилеп имаше Пивофест, тоа е пивофестивал, кој се одржа од 18 до 20 јули, на кој учествував и јас. Браво. Јас учествував на втората вечер, на 19. Го отворив тој ден и тоа беше големо искуство за мене, затоа што до тогаш не сум учествувала на некоја таква манифестација, на толку голема, на која делев сцена со доста големи музичари и пејачи и бендови и на балканско ниво, не само во Македонија, така да дефинитивно сум многу горда за тоа што успеа да се случи, што успеав да го направам. Таму пеев со бенд, со мојот бенд кој во моментов многу го поздравувам. Пееше твои песни или туѓи песни? И мој и туѓи. Тогаш за прв пат ги испеав. Да, кој репертар од туѓите песни најмногу ти лежи и најмногу сакаш да го пееш пред публика? Пеев песни нормално испеав македонски песни кои мислам дека имаме многу добра македонска музика и многу добри македонски хитови кои треба, поготово мојата генерација, се повеќе да се слуша и да се сака македонската музика, затоа што мислам дека недоволно и даваме значење, туку повеќе, барем за мојата генерација, туку повеќе слушаме странски песни. Така да пеев македонски хитови, исто така пеев и балкански, српски, од Магазин, Розга и тој стил. И уживаше, предпоставувам. Да, дефинитивно. Да. Зашто се онува, Јана, еден ден, дали ти е можеби една од желбите и соништата да се видиш себе си на Евровизија? Тоа ми беше многу голема желба кога бев мала за детската Евровизија, но за жал... Се доближи некогаш до таа фаза? Се доближи? Не, никогаш не ни бев на аудиции, затоа што не излезе таа прилика, за жал. Но можеби некогаш ако Македонија пак оди на Евровизија, дефинитивно би сакала да одам на таа аудиција и да пробам да ја представувам Македонија на Евровизија. Тоа ми било дефинитивно голема желба. Да, претпоставувам дека ако искрено сакаш, велат, нема нешто што може да те спречи. Ајде малку внимание да обрнеме сега на спотот, на видеоспотот кој наскоро ќе го видиме за Иста приказна. Каде се снимаше, на колку локации, какво чувство беше тоа за тебе, колку уживаше додека го работевте спотот? Јас имам снимано 3 спота. Една беше за детската песна што имав претходно, една за песната која учествував на Макфест и за оваа. Дефинитивно за оваа беше посебно чувство, затоа што песната ми беше многу поблиска до мене. И самото снимање на спотот беше интересно, беше многу и креативно, затоа што работевме да има, баш и спотот да има цела приказна, како што песната и текстот има приказна, така и спотот. Спотот го снимавме во Струга, на неколку различни локации и го снимавме во Хотел Дрим, кој во моментов му се заблагодарувам за можноста што ни ја пружија. И беше баш интересно, креативно, го снимавме цел ден, затоа што имавме и сцени кои треба да снимат преку ден и ноќни, така да дефинитивно добар цел ден ни послужи за да го снимиме спотот. Го снимав со продукција која е нова на Овие води, на овој маркет. Доста креативни луѓе, доста добри, доста луѓе кои сакаат да соработуваат, ми дозволија и јас да дадам идеи, и тие да доја. И пред да се сними спотот, пред да се случи, ние седнавме и направивме план. Така да многу сум задоволна од спотот, многу сум задоволна од цел проект. И се надевам дека и другите ќе му се допадне колку што и мене ми се допаѓа. Така, и се надевам дека и на нашата публика точно ќе се допадне. Ланите видовме на Макфест, дали можеби и оваа година ќе те видиме? Оваа година не, затоа што планирам некои други проекти и малку се преклопува, но можеби следната, затоа што Макфест е многу бава манифестација која се случува во Македонија и дефинитивно ни требаат повеќе такви манифестации.
ти посакувам и на Макфес и на многу други престижни фестивали во земјава и во регионот да те видиме, и Андријана секогаш да ти биде менторот кој што ти гледам дека го следиш и многу добро се вклопени тие ваши заеднички енергии, а тоа резултира и песната која што ќе ја видиме. Голем поздрав и те чекам со следната песна и со следниот твој настан кој што ќе биде убаво да го презентираме повторно во утринската на Алфа. Ви благодарам. Така.